Добро вечер, јас сум Милчо Велјановски. Предпоставувам ме знаете преку Facebook. И сигурно сте ги забележале моите сатирични прикази на нештото. Благодарам на најавата дека преку некои нешта сме допреле правото да биде онака приказ и на сатирата, што не е чудно затоа што кога бев на правен факултет има еден предмет кој што се вика филозофија на право. А тоа значи дека во некои сегменти правото го проучува и од сатиричен аспект. Зборам доволно гласно или треба поише гласно? Како започна сето тоа? Сега се видов со еден келнер тука, кој што работеше у Собранието на Република Македонија, каде што ја бев долго време стручен соработник и искрено се поздравивме, многу ни беше драго. И таму ја осознав дека всушност сатирата постои во тие доминантни државни институции, затоа што конобарите тогаш, или келнерите, да се изразам литературно, беа тие што најмногу работеа таму. И можеби таму сум ги допрел тие сатирични контексти на нешто, да како да кажам, не е битно. Но сега како да го да се концентрираме на слики. Ова беше една моја реакција на ситуацијата у Словенија, каде што народот се бунтуваше против корупцијата, нели? И ја направив една паралела со Македонија, каде што горење Словенија, горење Македонија, таму горе овде ќе имате шпоред горење, тоа се културни разлика меѓу словенците и македонците. Ова е една анализа за политичката коректност, нели, било тоа припадниче на румската етничка заедница во Република Македонија, го преформулирав у политички коректен јазик, што нели правно е коректно. За тензиите на Струга исто го инкорпорирав Мартин Лутер Кинг, I have a dream, и искористив од Кочо Рацин една димензија на Струга дуќан да имам. Мислам дека окей е паралелата. Идеме наредно. Имаше една универзална зафрканција за кодошлукот на Бетмен, за ја му додадов онака балкански параметри, но Дино Мерлин, па да може тона лиџима да понесе. Дали ова е балкански кодошлук? Ова ми е еден онака уметнички, кириличен, да кажам, сатиричен, или љубов тема сатира. Немам зборови за ова е иначе Агенција за вработување во фолклора, ДГД луди млади години, летнавте како сиви од Агенција за вработување. Диета пред одмори, намерно ја стев ова да знаете, срцево ме боли мало, Милка не ми збори со кроме спаси. Ова е која Панче падна на екстерна. Министр супер резултати, само еден падна, кој? Компјутерскиот систем, нели му падна компјутерскиот систем? Ова е за Охридска ситуација, која нели најпознатите израелски мистерии во светот. Ова беше Макдоналдс кога се заминува во Македонија, значи Макдоналдс прави муавет со бурекот и со мекицата или со тиганицата. И што да става? Ова е Нона, најниска претплата. Сопранови, Собранос. Мислам дека е окей, политичко е коректно. Ова е кога Европа за нешто не шамара, па земја македонска, земја турско и европска Македонија.
туплификација до крајот. Ова се дешава ситуација кога Уставен суд одлучи дека нема право граѓанинот, нели, да ги тргне цивките затоа што така сугерира правната држава и као еден прстен венчалски, нели, со окей, добра алузија беше ова. Ова беше кога се објавија новите банкноти, предложив да има 200 денари банкноти, да му умре козата на комшијата. Мислам дека супер би се вклопила, не знам зашто не ја прифатија. Северина го знаете овој случај, со Зоки Заев и со алузијата со шишето. Се надевам политички е коректно. Агенција разузнување која беше апсењето на шпиони, всушност алузијата е дека секој од држава се знае со секого и секој му е сват, нели? Тоа беше тоа. Ова беше Миле кога го продае државното земјиште и као тоа е таа формула. Значи ја поби. Ова е купи дом во Скопје за денот на влюбените, се лупо зграда. Тоа е тоа, не беше тука минатата година. Многу се гради, нели? Ова беше Стевчо која најде секташи, сакате да ни ги краде светињата, сведоци имате Јеховини. Ова е Северина која сакаше споменик у Скопје и кој се прави споменик. Класичен приказ на избори во Македонија, тоа е тоа, еволутивен пат. Извинете ако се препознаете, мислам. Ова е кога Македонија типаше X фактор. Предлог грб. Ѓорѓи и Стево ги спојив уедно као консензуален претседател. Супер, мислам, добро изгледа. Ова е дуелот, после дуелот реакција. Мислам дека сите така се почувствува. Ова е за 1 мај, претседателот на синдикатите, па ќе правам нешто што нема да ме скара со ни еден министер. Ова не знам дали се чита баш, ама доста беше популарно за газданини, имаше тука некоја комуникација, окей, не е битно. Ова е матура, каде што предлагам 2 прашања да има на матурата, каде и што ти работат родителите и второ прашање во која партија се. Тоа е тоа. Без да ги замараат. Ова е деловникот, фитнес деловник на собранието, или ќе има деловник и имате тука различни пози. Ова е за поплавите. Оваа слика доживаа многу голема балканска популарност, иако кај нас чудно имаше хейтери. Само од Македонија се пројавија хейтери, не знам зашто. Веројатно е до кодексот на културолошко сваќање на нештата. Меѓутоа, во Хрватска и Србија многу го прифати, беше креирано како бренд кој што има некоја символика. Но тоа е тоа. И ова мислам дека е последна, развој на македонската култура, разговор со Спиноза 2003-2004, знаете каков беше и 14-та, Амде Бајрам разговорот му беше хит, нели, најголем културен настан. Мислам дека толку се. Да, и ова е, значи јас работам за академик, која што е фирма која што се бави, значи, со правни истражувања, меѓу другото правиме и анализи, блогови и слично на работи кои што се поврзани со правото, вдека конкретно еден блог за прашања за правосуден испит, каде што го критикувам концептот на прашањата за правосуден испит, затоа што директно беше спротивен на она што го прокламира правото како екс-катедра, бидејќи овдека се говори за некоја дигитализација која што нема врска нити со поентата на правото, нити со она што го прокламирале, да речеме, римските филозофии и така натаму. Тоа е тоа.